Значи вака беше за Прилеп прво, што се случува на терен, немаме податоци што се случува на терен за Прилеп. Мерната станица што е од Министерството за животна средина, мерните инструменти не функционираат. Како што се каже претходно, во моментов 27 мерни инструменти не работат. Тука би требало некој од Министерство за животна средина да каже зошто постојано е ова проблем, зошто еднашка не се реши и да има континуиран мониторинг, зошто постојано се случува, се купуваат нови инструменти, па се разипува, па пак имаме дупки со години каде што не се мери. Така да тоа е за Прилеп. Станици за технички преглед, јас не ги спомнав претходно, меѓутоа дали и што треба да се направи, да, треба да се направи, треба да се усогласат со европските стандарди во однос на тоа што се мери, кои издувни гасови се мерат и како се мерат. Тука сакам да го спомнам и дел што е поврзан на некој начин, да се донесе треба подзаконскиот акт од законот за возила, кој ќе овозможи употреба на еколошките налепници, еколошка категоризација на возилата, за потоа на локално ниво да може да се спроведат зони на ниска емисија, посебен режим на сообраќај и така натака. Во однос на повиците за инвертори, велосипеди, дали е тоа доволно? Вака, зашто бидејќи и понатаму во тие единици на локална самоуправа воздухот е загаден, ние значи се справуваме со високо аерозагадување, не со ниско. Така да повиците за инвертори се апсолутно потребни, меѓутоа колку инвертори ќе се доделат и колкава е бројката на тие домакинства кои значи се греат не еколошки, тоа е веќе друго прашање. Ние само во Скопје имаме 40.000 домакинства кои се греат на дрва според пописот од 2021 година. Така да бројките се големи и потребно е навистина системски пристап за да се адресираат количината на загадувачи. Квантитетот, не само изворот кој е. Дали други системски? Да, системски пристап апсолутно е потребен, за да се види сиромашните, значи домакинства, што е потребно за нив да се направи, иновативни пристапи, дали не одредени филтри треба да се истестираат, да се применат, за да се таргетираат сите извори на аерозагадување. И само тогаш ќе имаме намалување на аерозагадувањето значително од година во година, што е можно и тоа за релативно брзо време. А ако се таргетира така и вистински се пристапи секоја година, да не биде само символична бројката. Индустријата, прашањето беше дали е треба да се окрупни, дали е проблем инспекцијата на контролата на локално ниво и дали е резултат намерно на политичко намерно оставање на недоволни инспектори, дали треба да се окрупни. Значи, во однос на индустријата, клучна транспарентност број 1, што се уште не се случува. Потоа системот, каков е системот на контрола на овие инспектори? Например, локалните инспектори, ние од конкретни случаи знаеме дека каде што локалниот инспектор требало да изврши редовна инспекција, а да не зборуваме за вонредна инспекција, бидејќи било пријавувано за тој субјект дека загадува, ниту била извршена редовна инспекција, ниту била извршена вонредна инспекција. Што значи никој тој инспектор нити го контролирал, нити пак имало начин на кој би се извршил, значи не е поврзаност помеѓу централното и локално ниво што треба да е поврзано, за да може да се види што прават локалните инспектори, колку вонредни инспекции, колку редовни, да биде транспарентно исто нивните извештаи како што требаше, меѓутоа не се уште. И потоа исто за работата на Државниот инспекторат за животна средина. Значи, транспарентноста е клуч и тоа кој кого ќе го контролира е исто клуч за да знаеме дека навистина сите индустријски објекти се соодветно исконтролирани.
Во однос на опасен отпад, дека е кривично дело ако се увезе, не е точно тоа. За согорување, ако се увезе за да се согори или складира, да. Не сме. Меѓутоа, ако се увезе за да се преработи, што е случајот во кај нас, со увезените стари акумулатори, тогаш е дозволено. Така да, што кажете, дали ако тоа што ќе остане опасен отпад, па треба да се извезе со соодветни фирми. Значи законот така го утврдило дека треба да го извезе, тогаш тој опасен отпад што ќе остане. Како што кажавме, ние сме затоа, значи во Европа циркуларната економија прилично добро функционира и така треба да биде. Меѓутоа кај нас не функционира на дело. Дали се увезува, последното беше прашање, да, за отпадот кажав, дали се зборува за вистинските причинители, кои се изворите, ние се обидуваме да кажеме според врз основа, значи базирано на податоците од студиите кои се направени, кои се изворите на аерозагадување и кој е уделот на истите. Бидејќи не можеме да зборуваме врз основа на некои други претпоставки. И се трудиме, значи, тоа да го објавиме и да ја информираме јавноста во однос на тоа.